Владата се пофали дека воведе нов систем со кој граѓаните на едно место ќе можат да извадат документи од различни институции на терен. Извинувам, прашам ова за информација овдека? Имам дека пишува информација, има да автоматски. Ама човекот не е тука. За да нема расправија кој е наред, има пулт за вадење бројче, ама не работи. Ние сме им јавиле, значи, да доаѓат дефектот да си го исправат, но тие не ни одговорили на тоа. Иако потешко од замисленото, сепак системот функционира. Министерот за информатичко општество најавува шалтери за услуга на едно место во сите градови, заедно со други реформи. Не смее да ни се случуваат сликите од минатото за традиционалното однесување на шалтери и на граѓаните, но и на вработените. Овие шалтери се наоѓаат на приземјето во поранешната управна зграда на Комерцијална банка во Скопје, близу камениот мост. Тоа е првата локација каде по цела година по вразување и вкрастување на податоците, граѓаните можат на едно место да извадат документ од 9 различни институции. Меѓу нив, уверение за државјанство, проверка на работен стаж, имотен лист, извод од матичната книга на родени или умрени. Системот една точка на услуги, прв пред 3 недели, го тестираше премиерот Зоран Заев, вадејќи уверение за државјанство. Дека не станува збор само за козметика, туку за суштински сервис кој на најмодерен начин и најпрактичен начин менаџира со услугите во интерес на граѓаните. На оваа една точка на услуги треба да се гледа како на уште еден чекор повеќе кон трансформација на државниот бирократски систем и апарат во сервис на граѓаните како стратегија на оваа влада. Нашиот тест ние го направивме минатата недела, еднаш како обични граѓани и втор пат како медиумска екипа. Првиот пат, уште при влезот, се судривме со стариот систем. Извинувам, прашам ова за информација овдека? Не, ама кажи, ти помогна. Добро, кај е тогаш делот за информација? Има дел за информација. Бидејќи на таблата видов дека има. Вие видовте на таблата. Добро. Добро, имам дека пишува информација, има да автоматски. Ама човекот не е тука. Да почекам, таму ќе дојде или? Дечко, многу прашање, ако сакаш да ти помогнем, кажи ми што ти треба, зашо си, ако можам, гори тако, не? На крај, разбравме дека на шалтерите се работи во 2 смени, до 19 часот и 30 минути, но вработениот задолжен за информација е достапен само до 16 часот. Од голема помош ни беше што го препознавме шалтерот на кој премиерот извади државјанство. Откако се обративме на точното место и ние извадивме таков документ само за неколку минути. При втората посета побаравме извод од матична книга на родени. Тоа се прави на посебен пулт на управата за водење на матични книги, од каде добивате бројче. Во нашиот случај попусто, бидејќи системот за електронско повикување не работеше, па редот на 9 шалтери на управата беше оставен на домашната култура. Ние сме им јавиле, значи, да доаѓат дефектот да си го исправат, но тие не ни одговорили на тоа. Ова ни го кажа Осман Исин, вработен во управата, додека се подготвуваше за пауза за ручек. Го прашавме што се бараат граѓаните на неговиот шалтер. Повеќе се изводи, тие што се родат децата во болница, сите се пријавуваат овдека, во Скопје, било каде да се роди во Скопје, значи, ќе треба да го пријавуваат родителите, еден од родителя кој е во Рок, треба да го пријавува овдека. Има големи барања, па има луѓе што живеат многу во Скопје, бараат барања електронски, значи, кои што се родени надвор од Скопје. Осман е еден од десетината вработени, кои ќе треба да се прилагодат и едуцираат за потребите на новиот систем за работа, бидејќи освен документи од управата за матични книги, на неговиот шалтер наскоро ќе се издаваат документи и од МВР, Министерството за транспорт и врски, Управа за јавни приходи, Агенција за катастар на недвижности, Агенција за вработување, Министерство за труд и социјална политика, Централен регистар, Фонд за здравствено осигурување и Фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Годинава, вакви канцеларии треба да се отворат и во Куманово, Тетово и Охрид или Битола од 2020 година и на цела територија.
И додека во 21. век државата ветува унифицирање на вадењето хартиени документи, министерот за информатичко општество вели се работи и на електронската дистрибуција. Тече процеси на дигитализација, кој на крај треба да овозможи и на лична електронска пошта да се добие важечки документ со подпис и печат. Кога се работи за запис кој што не е дигитализиран, а физички е на друго место, не е во Скопје, потребно е дополнително време, а тоа е пред се поштенски пратки се, не е нешто што ние го водиме институциите, за да стаса физички вашиот документ од местото каде што го барате. Значи, се работи во зависност од случајност за кој граѓанин се работи. Оваа фаза ќе помине за неколку месеци, ќе се издигитализираат сите записи во управата за водење матични книги, така да веќе ги немаме овој тип на задоснување. Поедноставувањето на бирократските процедури за добивање документи, очекува Манчевски, ќе ја подобри сликата на граѓаните за администрацијата. Тој однос кон граѓаните, кон клиентот мора да се смени. И затоа сакаме да создадеме на сосема нова атмосфера, сосема нов амбиент. Ќе го презентираме многу брзо и нов изглед ќе имаат овие сали за една точка на услуги. Оваа во Скопје ќе претрпи измени, каде што нема, сега гледате, нема физички бариери помеѓу службеникот и граѓанинот, но ќе сакаме буквално да седат на иста маса и да разговараат. Тоа е концептот за овие идни сали што ќе ги работиме. Предвидените реформи треба да ја избришат од домакинетата траума од вадење документи. Тоа е возможно, но само ако функционираат сите делови од системот, почнувајќи од механизмот кој одредува кој за што е наред. Да, одмак ќе го земете решение, донесете го.